Ресантиманот е дело на внатрешниот револт или на некоја наследена омраза кон се што е твое, кон се што е автентично и кон се што е монументално. Затоа што ние страдаме во суштина во ова, да речем, во овој полуагониски или псевдоагониски момент, страдаме од неуспешно артикулирање на сентиментот. Значи, многу подобро е сентиментот да се артикулира во еден, да се објективизира фактички, да се направи нешто кој ќе биде референтен пункт. А ние сме соочени со еден момент дека некој цело време е против тоа, а причините за тоа ги лоцира или ги наоѓа во некаков си псевдоестетички аргументатив кој не стои. Зошто? Затоа што прво треба да ги видите тие споменици како изгледаат во живо, па за да ги коментирате или да бидете против. Прво треба да видите таа зграда како ќе изгледа. Значи, симулацијата, колку и да е фантастична, колку и да е импресивна, таа не е вистинскиот момент. Значи, се работи за вистина и за вистинитост. Тука ни Бодријар не би се снашил во тој контекст. И сега би завршил, не би должил многу, затоа што би сакал да поентирам со една приказка. Значи, ако можеше во Вилнус, пред 20 години, уште у времето на Руската империја, тоест на Советската империја, да му се изгради споменик на Френк Запа, или ако можеше лично и персонално кубанскиот черман, другарот Фидел Кастро во центарот на Хавана, да му открие своерачно споменик на Џон Ленон, би сам сериозно да го кажам, тогаш ние не треба воопшто да се размислуваме околу тоа. И се во тој контекст рок-н-ролашки, многу често, кога бев помлад, многу почесто излегував од земјава и шетав низ Европа и останував тамо, меѓутоа некој чуден сентимент повторно рок-н-ролашки ме враќаше овдека и да останам и да се затутучам и да после квичам под овој безвоздушниот простор на стакленото звоно под кој долго време дреме Македонија. И тука беа две песни од групата Clash. Значи, првата е Should I Stay or Should I Go, која се наоѓа в надвор. Ако нешто сентиментално ме влечеше овдека, дали беше некоја оставена девојка или беше некој рок-н-рол концерт кој без мене не може да помине, поентата ми беше Back to the Casbah или враќање во Касабата. И на едната и на другата, и во едната и во другата ситуација имав едно амбивалентно чувство, ambivalent kind of attitude врз феноменот на градот, на сентиментот и на ресантиманот. Ја мислам дека подобро да се гради и потоа да се коментира која веќе ќе биде изградена. Добро, ако јас сега ќе се обидам да го повторам ова што го кажавте вие во две-три реченици. Значи, вие велите дека секој човек има потреба од така наречени точки на ориентација кои се и во простор и во време. Апсолутно. И тие точки на ориентација всушност ти го даваат идентитетот и просторот по кој се осеќаш, се чувствуваш дека си дома. И дека тоа важи и на ниво на национална легитимација. Апсолутно. Така што, ако ми дозволите, ние до 91 година, нели, Македонија градевме повеќе во една наднационална идеолошка легитимација, свртени кон еднината. После 91 година, нели, 89-та година се види дека таа наднационална идеолошка легитимација се распаднала лажна и денес во светот не постои друга легитимација на државите да се национална држава. И, односно, државите во најголемиот број случаи се легитимираат како национални држави. Значи, Македонија има синдромот на задоцнета држава, можеме да кажеме, што го има и Германија. За жал, да. И сега, како национална држава, нели, има потреба од нови точки на ориентација. Односно за идентификација и реидентификација. Ние дозволивме нови точки на ориентација и во уметноста, и во поезијата, во литературата, во ликовната уметност, во музиката најмногу дозволивме, не знам, видовме дека има, и одеднаш сега некој вели, ама во архитектурата тоа не може. Не е добро. Тоа што го велите вие, како би сакал тоа да го сакам да кажам да го поврзам со
вашиот израз што го потребите ресентиман. Само на кратко, за да дадам време и на другите говорници. Не е ништо многу дugачко. Значи, ова што се случува сега, со споменици, со монументализацијата фактички на македонската култура, во која што треба да се фати континуитетот, затоа што ние страдавме од дисконтинуитет, реално, историски дисконтинуитет, затоа што никогаш не сме биле своји на своето 1000 години. Тоа не е мала работа. Значи, требаше да се направи многу порано, но аплаудирам и на ова што сега се случува, затоа што, еве, ние сме во позиција сега да бидеме многу порано. Значи, ќе спомнам, драгиот пријател Ацо Станковски, кој пледира кон овие работи веќе со години во рамките исто така на ноќната програма на мојата емисија. Што да се каже? Што да се каже? Не би сакам многу да должам, дајте избор на други. Јас имам само една забелешка. Националната приказка. Значи, греота да нема споменик на Александар Македонски. Греота. Срамота до сега што не е направено. А не треба да се буниме ние. Зашто да ним направиме иле на грците? Мислам, тоа е класичен тип на некаква психологија на несвоето. Врска со ова. Немукаетли. Една забелешка за тоа што премногу често го потреби зборот касаба. Еднаш касаба. Мислам два пати, еднаш на англиски го потреби. И јас лично бегам од таа перцепција на Скопје во минатото како касаба. Значи, во таа оценка или во таа перцепција всушност и нема ништо. Ќе дадам само неколку... Радомир Константиновиќ во неговата книга Психологија на паланката многу добро го реферира тоа. Тоа е сосема друго. Туку сакам нешто друго да кажам. Ако Скопје била касаба, тогаш најголемиот дел од градовите во Европа исто така биле касаби. Ако ги земете писмата на Бисмарк, како млад во Италија кога оди, како да бил во Маријава денешна. Значи, тоа се зџашува од сиромаштијата, бедата и како живеат тие луѓе во Италија. Во основа, што е? Значи, во основа, ние зборуваме за Скопје најчесто од перцепција на Скопје на пропадење на Отоманската империја. Ако го земете градот во сета негова вкупност, од археолошките остатоци што ги имаме со старост, наговарале околу 7000 години пред нова ера, тогаш сосема е друга перцепција. Тоа ми е поентата, значи премногу негативности точно во врска со Атина, краток период. Само да завршам, ќе ви допуштам. Атина, кога доаѓа Ото, кралот Ото, кога станува Грција држава, Атина е село од 5000 души. Денес е Атина милионски град за кој сите знаат дека има тежина, континуитет, историја во себе. И тоа е супер. Зошто да не направиме така со Скопје, кога имаме материјал колку што сакаме со илјадници години? Значи, тоа ми е поентата. Ако сме биле касаба, биле и другите околу нас, станале градови, се направиле држави, се направиле истории и луѓето живеат среќни и задоволни. Некој се плаши од своето минато, фактички. Мора да кажам која за касаба, мислам, еве еден голем податок од историјата на Скопје. 1689 година Пиколомини го запалил Скопје, а според официјалните записи кои се правени во тоа време, од авторите кои го придружувале и така натаму, се вели дека Скопје личи на градот Прага. Немојте ве молам, знаете како, тоа е Скопје во буквална смисла никогаш не било касаба. И јас секогаш сум се вутел за таквите одредби. Значи тоа одредбата на Прага што значи? Прво како пространство и второ како архитектура. Некој вид на архитектура има во која тие луѓе ги подсетувало на тоа. И тоа се официјални документи кои се објавени. И мислам дека во таа смисла Скопје си има една традиција во градење и тоа треба да се сочува. Па и патеписите на Евлија Челебија, ако ги читате, кои ќе прочитате за Скопје, нема да поверувате што наоѓа. Ама стручен по претерување, тоа е 30% точно пак е ова фантастично. Затоа што пак ќе се вратам, кога Евлија Челебија ги пишува тие патеписи за кога ги брои кафаните и продавниците во Скопје, пак ќе се вратам на Атина. Атина е тогаш село од 500 куќи.
Не, Елија Челебија не ги опишува само кафаните. Не,